Добре дојдовте во училница. Јас сум Виолета Шурбановска од Основното училиште Крсте Петков Мисирков, село Биствица, Битола. На овој час по македонски јазик за трето оделение, наставна единица е медиумска култура и интернет. Учебник од авторите Весна Настовска и Љубица Севдинска. Цели на часот: да се запознае со медиумска култура, да знае што е интернет и кои се придобивките од неговото користење, да ги применува стекнатите знаења секојдневно во животот. Што е потребно за интернет и што ни овозможува, односно кои се придобивките со неговото користење? Компјутер, модем, пренос на информации, мрежно врзување, електронска пошта, работа од дома. Извадок од книгата Гледалото за гледалото од Јадранка Владова. Цитирам: Никола рече дека во компјутерот може да се вклучат програми за учење на странски јазици, програми за чукање на машина. Тој веќе неколку месеци вежба на една таква и знае да ги користи сите прсти, а не само двата со кои се служеше кога почна да работи на компјутер. Ова е едно добро правило, за да ги користите, драги ученици, сите прсти додека работите на тастатурата на компјутерот. Со помош на сликата ќе ја забележите и ќе ја наблюдувате, треба да направиме еден акростик за компјутер. Компјутер, огледало, мрежа, модем, програми, јазици, уред, творби, електронски, размен. Што е интернет? Интернетот е технолошки медиум, средство за масовна комуникација, а за да можеш да користиш интернет врска, треба да имаш компјутер и еден апарат што се вика модем. Модемот е електронски уред што служи за меѓусебно поврзување на дигитални уреди, сметачи преку мрежа за пренос на податоци. Интернет, англиски интернет, е медиум, светски расширена компјутерска мрежа што им овозможува на корисниците пристап до големите бази на податоци. Електронски уред, сметач, англиски компјутер, способен да обработува податоци и да извршува различни задачи многу точно. Преку интернетот можеш брзо и лесно да дознаеш многу нови информации за се што те интересира, да се допишуваш со некој другарче или роднина. Таквите писма не ги носи поштарот и се викаат електронска пошта, емаил. Потребно е да напишеш електронската адреса на примачот, да го составиш писмото и да го испратиш. Електронското учење се потпира на интернетот кој создава лесна интеракција помеѓу наставник и ученик, размена на часови и материјали за учење. Со помош на интернетот, учениците можат да се вклучат и да присуствуваат на работа од далечина. Електронската училница го леснува учењето бидејќи вклучува аудио, видео, анимации, виртуелни вежби и комуникација во живо. Сето тоа со помош на онлайн настава, трансфер на информации и секако тоа преку електронската пошта. Пребарувач. Постојат повеќе интернет пребарувачи, а најпознати се Google, Mozilla, Firefox. Преку нив можеш да читаш весници, книги, енциклопедии, да снимаш музика, игри. Но секако, најмногу, децата, па и ние возрастите, треба да внимаваме на опасноста што демне, а тоа се вирусите во компјутерот. Внимание! Интернетот треба внимателно да го користиш.
Не посетувај непознати веб страни кои може да ти донесат вируси кои ќе ти го уништат компјутерот, односно неговите програми. Завршна активност за овој час е да се состави акростих за интернет од денешното усвоени знаења. Интернет, новости, технологија, емаил, рутер, новини, електронски творби. За домашна работа да се препишат двата акростиха на истиот начин или пак збогатени со реченици. Ви благодарам на довербата.